Македонски медиа сервис mms.mk. Кажете ми каде се наоѓаме сега и што се случува овде со водата? Во моментот се наоѓате во филтер станица на општина Пробиштип, каде што се врши прочистување на сировата вода добиена од хидросистем Злетовица и од тука водата се пласира на жителите на населението на градот Пробиштип и другите населени места кои што се во системот за наводнување. Ова е единствениот систем кај што се прочистува. Значи, ова е последната филтер станица која што врши прочистување на водата за пиење и од тука значи се врши водоснабдување на сите жители и на населението на градот Пробиштип и на населените места кои што се вклучени во овој систем за водоснабдување. Кажете ни како функционира, додека да дојде водата до тука? Колку километри е, колку цевковод? Водата од хидросистем Злетовица се добива директно од река Злетовица преку зафато граден објект кој што зафаќа водата, сировата вода и преку систем на цевковод во должина од 20 км ја пласира водата во оваа точка, односно во филтер станица. Капацитетот на цевководот е 150 литри во секунда, а капацитетот на самата филтер станица е 100 литри во секунда и овој капацитет всушност ја задоволува потребата за водоснабдување на општина Пробиштип во наредните 20 до 30 години. Пробиштип е првиот град каде што почна да прима вода од Злетовица, така? Не. Од хидросистем Злетовица, прва општина која што започнува да зима вода е општина Свети Николе со почеток во 2011 година, додека општина Пробиштип е втората општина која што зима вода од хидросистем Злетовица со почеток од 2013 година. Кажете ни нешто околу Злетовица во моментот. Само неколку општини се приклучени, очекувате уште? Во моментот хидросистем Злетовица како сложен систем кој што е изграден само првиот дел за водоснабдување и во овој прв дел се врши водоснабдување на две општини, тоа е Свети Николе и Пробиштип. Во 2018 година се направи акционен план каде што владата на Република Северна Македонија го одобри тој акционен план со повеќгодишна инвестиција во висина над 6,5 милиона евра да се вклучат и другите општини опфатени со проектот. Тоа е општина Штип, општина Карбинци и општина Лозова. Со истиот акционен план се изврши и реконструкција на оваа филтер станица, која што со капацитет од 75 литра се зголеми на 100 литра во секунда и во тек се подготвителни работи за прибирање на најповолни понудувачи во општина Свети Николе да се изврши реконструкција на самата филтер станица со цел подобрување на водоснабдувањето во општина Свети Николе. И тоа е првата фаза, да кажеме. Меѓутоа следуваат уште две фази. До каде сте се тоа? Поради сложеноста на хидросистем Злетовица, тоа е поделен на три фази. Првата фаза е изградена и е фаза за водоснабдување, меѓутоа имаме и втора фаза наводнување и трета фаза производство на електрична енергија. Во моментот се разгледува, односно е испратена на одобрување техничка документација до банката ЕИБ, Европска инвестициона банка, која што има дадено грант од 1 милион евра за изработка на техничката документација. Во моментот оваа техничка документација се проверува во банката, дали има недостатоци, дали може да продолжи понатаму со одобрување и очекуваме дека во наредниот период во најскоро време ќе се затвори грантот, а со тоа се отвара можност преку Европска инвестициона банка добивање на кредит за изградба на двете фази. Кредитната линија е околу 41 милион евра, за втора фаза за водоснабдување е околу 26 милиона евра и за трета фаза енергетика е околу 15 милиона евра. Колку површина очекувате да се наводнува? Според проектната документација за наводнување е планирано 3.500 хектари плодна земјоделска површина во општина Пробиштип. До многу фази се доцни. Зошто се доцни? Доцнењето пред се го гледам поради тоа што сложеноста на хидросистем Злетовица бара изработка на техничка документација на повисоко ниво,
Меѓутоа и самите процедури кои што ги одредуваат банките се спори. Значи потребни се повеќе години за да се дојде до некоја фаза на одобрување. За жал, ние сме во подолг период во фаза на исчекување, на одобрување на техничката документација, а потоа да влеземе во процедура на преговори на кредитирање. Изминатите години имаше дилема околу квалитетот на водата, посебно од Штип. Дали тоа се тргна од дневен ред? Видите, дилемата кај поголем дел жители во општина Штип во делот на квалитетот на водата од река Злетовица или водата која што ќе биде од хидросистем Злетовица, според мене неосновано се загрижени, бидејќи не знам од кои причини се врши негативна пропаганда дека водата од хидросистем Злетовица, односно од река Злетовица е радиоактивна. Ако водата од река Злетовица е радиоактивна, по некоја логика треба Штип и во моментот да пие радиоактивна вода, бидејќи река Злетовица се влива во брегалница од каде што вие взимате вода. За жал на нив, на оние кои што ја вршат негативната пропаганда, не е така. Река Злетовица има највисок квалитет, радиоактивност нема никаква. Ние тоа го докажуваме на начин што 2 пати во годината вршиме комплексна анализа преку Институт за јавно здравје од Скопје, која што е сертифицирана за испитување на водата од тешки метали, радиоактивни метали, хемиска анализа, бактериолошка анализа. До сега, значи некаде над 10 години, како што вршиме испитување на квалитетот на водата, немаме покажано траги на радиоактивност и од други тешки метали. Во време на климатски промени, кога светот се бори за вода, нели е малку чудно дека ваков систем стои делумно искористен? За жал, неоправдано, хидросистем Злетовица не е искористен 100%. Пак ќе кажам, значи, целата процедура околу набавката на кредитна линија за реализација на втора и на трета фаза го прави проблемот на комплетно затварање како проект хидросистем Злетовица. Јас во ова прилика да искористам можноста да се заблагодарам на владата на Република Северна Македонија, што најде разбирање за хидросистем Злетовица, одвои сопствени средства од буџетот на Република Северна Македонија и оддели над 6,5 милиони евра за изградба на филтер станици во Штип, во Лозово и во Карабинци, со што се комплетира фаза 1 водоснабдување. Меѓутоа тоа ќе биде повторно подем или развој и поголемо искористување на водата од хидросистем Злетовица. Кога очекувате приклучување и с некои следни планови, како ќе се стави во функција системот? Според мене, во најнапредна фаза е филтер станицата во Штип и низината градба. Ние денеска на состанокот го и разговаравме тоа како тема. Се очекува комплетирање на опремата да биде завршена во август месец оваа година, со тоа што приемот на вода граѓаните во општина Штип ќе ја немат, се додека не се изврши тестниот период во кој што ќе се изврши обука на вработените во филтер станица, подесување на опремата за приемот на сировата вода од хидросистем Злетовица, и тој период може да трае и повеќе месеци. Што значи, се до моментот кога кога ќе се извршат тестови, добиеме позитивни резултати за квалитетот на водата од некоја акредитирана институција, до тој момент нема да биде пуштена водата во системот. Меѓутоа, ние знаејќи ги процедурите кои што беа со оваа филтер станица, очекуваме или крајот на оваа година или почетокот на 2022 да започне превземање на вода за пиење филтер станицата во Штип, а со тоа и водоснабдувањето на општина Штип да биде од хидросистем Злетовица. Злетовица е еден од македонските загубари. На што се должи тоа? Дали нефункционалноста на целиот систем или нешто друго? Јас сега не можам да ви дадам документи да видите дека при 3 години, ама вие во вашата архива проверете дека Злетовица всушност беше најбогата фирма со најголем приход од 400 милиона денара. Сега влегуваме во зона дека сме најголеми загубари. Всушност се работи за книговодствени параметри
Ова негативност во работењето финансово на Злетовица се покажува од аспект што вредноста на хидросистем Злетовица од фаза 1 е со брана, цевководи, зафатни градби е проценката некаде околу 100 милиона евро. Меѓутоа, приходната страна на Злетовица во реални пари и во книговодствени со фактури е многу помал. Нашиот буџет е, да речеме, 30 милиона денара. Само во делот на амортизацијата на основните средства, кој што е законска работа и пресметките на амортизацијата ние мора да ги правиме, доведува да се појавува загуба книговодствена. Пак ќе повторам, загубата е само врз основа на пресметката на амортизација на основни средства, инаку со приходот кој што го остварува Хидросистем Злетовица, односно јавното предпријатие кој што стопанисува со Хидросистем Злетовица, е доволен јавното предпријатие да работи рентабилно, односно и да биде ликвидно финансички во текот на целата година. Ние всушност со само приходна страна, што со продажба на вода на комуналните предпријатија во Штип, односно во Проби Штип и во Свети Николе, со тој прилив на пари обезбедуваме нормално работење на јавното предпријатие, меѓутоа и редовно сервисирање при евентуални дефекти на опремата и секако и на сите други работи кои што се потребни да двете општини во моментот добиваат квалитетна вода за пиење. Двете општини имаат долгови кои вас го регулираат тоа? Да, долговите се регулирани помеѓу потпишување на договор поединечно јавното предпријатие Хидросистем Злетовица со двете комунални предпријатија. Договорот предвидува во рок од 5 години да се вратат нивните долгови, со тоа што тие во моментот ја исплаќаат тековната фактура и дел од фиксираниот долг по основ на застарени фактури. Така да веќе 2 години работиме со таа динамика и нивниот долг се намалува. Македонски медиа сервис. mms.mk